Чиста глупост да се скараш со мама заради еден чадор. Ама мама упорно ме тераше да го купам розевиот чадор со Елса. Исто како оној што го имав 3 години. Значи, таа не сваќа дека јас не сум тип на човек што сака да носи бебешки розев чадор со Елса. А јас го сакав оној чадорот со уметнички принт што се продаваше во продавницата до музеот. Таков чадор би посакал секој кога го верне, ама мама рече не. Овој повеќе ти одговара на стилот на облекување, ми вели. Како јас да не знам што ми одговара на стилот. Како таа да треба за мене да одлучува. И јас додека стоев таму во продавницата и ја објаснував дека не е во права, таа само си го зеде розевиот чадор со Елса и го однесе на касата. Тогаш ми пукна филмот. Да, додека бевме на касата и се приближи волку близко и кажа дека ти го скршам чадорот да го ми го купи. И во следниот момент таа ме извлече за ракавот надвор од продавницата и ми рече дека можам цела година да одам со мокра коса по дождот, бидејќи немала намер да ми купи никаков чадор ако вака се однесува. Ми олесна. А и онака немаше право дека ќе одам со мокра коса цела година. Со баба ми отидовме до продавницата кај музеот и таа ми го купи чадорот што си го сакав. Мама малку ќе се налути, ама сега е важно дека јас по дождот ќе се шетам со најубавиот чадор на светот.